Почитувани овде заедно со нас е Зоран Тодоров, инаку председател на Центарот за солидарност Сакам живот во Кочани. Од каде идејата за еден ваков центар, дали центарот е навистина солидарен и се разбира, сите граѓани на Кочани, па и пошироко во Република Македонија, сакаат живот. Да, се разбира. Значи, идејата е од таму што мислевме дека во почетокот дека треба да се направат кој колку може и во секоја своја област да направи помош за Кочани и колку може да се обере, да кажам, не само средства, туку и луѓе кои би помагали на во разни области. И затоа беше така идејата, како впрочем кај многу здруженија на граѓани во Кочани, што за среќа се случи да Кочани добие повеќе центри во кои луѓето може да бараат некаков спас, помош или било што. И сега сме сведоци дека во Кочани има повеќе центри, што јас го поздравувам, се разбира, значи тоа не е такмичење, туку напротив, нека секој што може да помогне, нека отворено, нека помага во секоја област во која што тој е влијателен. Јас имав, како да кажем, идеја тоа да се направи во одредена област, колку бидејќи секој човек, поединец или едно здружение може да кажем да тргне во еден правец во решавање на одреден проблем, а не на целокупните општествени проблеми. За тоа се задолжени нели институциите. Невладниот сектор помага во секој сегмент и тоа е до сега и можеби видливо, посебно во таа психолошката поддршка, во некаде во материјалната поддршка, но дека дали е тоа доволно, секако дека не е, бидејќи јас мислам дека треба да се искоординирани сите тие помоши ако сакаме да гледаме дека општеството тргнало во друг правец. Во овој момент тоа не го гледам. Сакам да кажам дека лутаме сите како здруженија. Лутаме не во смисла дека не знаеме што правиме, но во мислам дека треба да имаме некоја координација меѓусебна, за да може секој со своите ресурси да ги насочи точно каму што е потребно на општеството. Што каде е потребно, тоа треба да дојде од луѓето кои имаат најголема потреба за тоа. И тоа ја мислам рецептот за успехот. За војнина, ако сакаме ние како граѓани да помогнеме нешто, иако пак ќе кажам, ние како граѓани не можеме да знаеме се, тоа го знаат институциите. Тие веќе мислам дека се малку подобро координирани, во смисла на тоа дека веќе се нотирани проблемите и во здравството, во други некои области, но дали за сега гледаме многу резултат, не знам, тоа граѓаните треба да оценат, бидејќи, пак ќе кажам, во една шума од проблеми, понекогаш не може да ги видите сите, туку се занимавате со тоа на кое што вие мислите дека можете да посветите најмногу внимание и дека тоа ќе направи најголем фидбек од општеството и помош на него на истото. Еве сега како граѓанин на Кочани, како го гледате градот близу една година од трагедијата? Помина скоро една година, но се уште трагите и лузните од тоа што се случи се видливи во нашето општество, пред се во односот на луѓето и расположението на народот. Тоа е нешто на што треба сите да поработиме, како да излеземе од таа летаргија и да тргнеме во еден друг правец, се разбира после одреден период, тоа е нормално да биде така. И се надевам дека се движиме во позитивен правец. За да тоа излеземе од сета таа ситуација, за тоа ни се потребни не само стручна помош, не само финанси, туку и наша лична инволвираност во секој процес, за да можеме ние како општество, како граѓани да покажеме иницијатива дека Кочани сакаме да продолжи да живее, или како што рековме на почетокот, или како што кажа еден свештеник кај нас, да воскресне Кочани кој во тој момент беше мртво. Така да се надевам дека се движиме во позитивен правец. За тоа треба да кажат малку и граѓаните. Сигурно ќе направите некоја анкета и ќе видите во кој правец се движиме, дали е тоа позитивно или негативно, но дека сите треба да се потрудиме, тоа е секако така. Сведоци сме дека младите од Кочани немаат забава, туку приморани се да патуваат во Штип, во Виница, во околните градови. До кога мислите дека ова ќе биде вака и што треба да се промени на овој план? Да, ние треба да направиме на младите да имат содржини кои ќе ги задржат во градот и ќе им биде градот интересен и ќе ги врати можеби на патеките и размислувањата за Кочани како што било порано. Дека тоа е рецидив на тоа што ни се случи, тоа е сигурно, но дека ние мораме од тоа да излеземе со една здружена акција координирана со општествените членители и институции, тоа е сигурно, и дека во тоа секој треба да го даде својот да кажам допринос, кој во културата, кој во забавата, кој за кога зборуваме за младите,
кој е во спортот, бидејќи сите се тоа гранки кои на младите им става некој интерес кој е здрав, да кажам, за да можеме да очекуваме дека тие ќе си најдат своето место под сонцето баш во Кочани. Тоа сега моментално баш заради тоа што кажав дека имаме некаков негативизам меѓу луѓето, дека тоа е и нормален процес после таква една несреќа, но ние мораме да излеземе од таа состојба и да тргнеме во кон светлината, да кажам. Потребно ли е, како пример, во Кочани да се изгради една вистинска дискотека со сите нишани, со сите можни дозволи, за да конечно, после една година, младите имаат едно катче каде што ќе одат на вечер и ќе се дружат? Во Кочани се потребни затворен базен, потребна е спортска сала, потребни се реновираат училишните сали, потребно да се направи дискотека, потребно да има концерти, да младите се вратат на тоа на животот кој го имали пред тоа, бидејќи мораме сите да сватиме дека животот продолжува. Ние треба да го обележиме тоа што било и тоа никош не сме да се заборави, не само заради почит кон тие дечиња, туку и како една опомена за тоа што може да се случи доколку пак не застанеме во одбрана на сите принципи кои се потребни да се заштити едно население, за да населението се очекува да чувствува Кочани како свој град. Значи ние мора тоа да го направиме и веднаш потоа да најдеме начин како на младите ќе им направиме и забава, ќе им најдеме содржини, дали е тоа во културата, значи треба да имаме и да кажеме аматерски театар кој ќе има представи, значи тоа е во областа на културата, треба спортските друштва да ги подигнеме на повисоко ниво, треба тој фамозен затворен базен да го решиме, бидејќи ни треба и луѓето се занимаваат и со пливање и со се што им е потребно за некаква рехабилитација. И кога сето тоа ќе го споиме, ние тогаш можеме во некој друго интервју да кажеме дека Кочани тргнало во друг правец. Оптимист ли сте дека сето тоа ќе се случи и го гледате ли начинот? Јас сум секогаш оптимист, бидејќи ако не сум оптимист, нема зашто да живеам во Кочани, не само во Кочани, во Македонија. Така да јас сум оптимист, јас верувам во овој народ, дека ќе смогне сила и дека секој ќе го даде на доброто од себе, да заеднички тргнеме во подобар правец за Кочани и мислам дека ќе тргнеме. И мислам дека од нас се подобри помладите генерации. Кој е начинот, ве прашав? Начинот е, пак како што кажав, институциите да направат план, да се најдат средства за сите овие активности за кои што зборувам, да се стимулират правните субјекти кои може да кажем инвестираат во тие економски субјекти како што се некоја дискотека или не знам простор за забава или како и да е, да се најде приватно јавно партнерство за базентите, бањите и така натака, и во тој случај ќе имаме и луѓе кои ќе доаѓаат од страна, ќе бидат во Кочани, кога нивната енергијата на наши млади во Кочани ќе се смеше, ќе се изради нешто добро. Да се надеваме дека ова 2026 година ќе биде токму распоредена на тој план и дека овие работи кои навистина се потребни на Кочани, што вие убаво ги објаснивте, ќе бидат реализирани уште годинава. Јас сум сигурен во тоа, се надевам и јас стоам на располагање секогаш да помогнам во било која област во која што мислам дека можам да влијам. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија, фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.